темата е Бог е љубов. Тука е напишано, ќе ве замолам да се исправиме. И пред сега сакам да прочитам текстот за денес, кој што е 1 Јованова, 4 глава од 7 до 13 стих. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога. И секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. А љубовта е во ова: не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Возлюбени, ако Бог не возлюби така, и ние треба да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, Бог останува во нас и неговата љубов стана совршена во нас. По тоа познаваме дека остануваме во него и тој во нас, што ни дал од својот дух. Амин. Повелете да седнете. Денешната тема е љубов и многу ми е мило што денес можам да зборам, зашто ни е една годишнина од брак со Диме, баш на денешниот датум. И љубовта како концепт ни е нешто што е многу познато на секој еден од нас и во нашите секојдневни животи. Во забавната индустрија, например, уште од кога е создадена, например, љубовта е секогаш многу актуелна тема на инспирација и на идеја. Љубовта исто така ја гледаме секаде околу нас. Јас знам некојаш кога се шетам на улица, здогледувам како нека женичка храни мачиња што се на улица, тоа мислам никој не кажал да го прави, тоа го прави од љубов. Или некојаш можеби гледаме некој родител како се однесува на еден посебен начин спрема своето дете, поттикнат од таа иста љубов. Исто така го гледаме и кај луѓе кои што многу си ја сакаат својата работа. Прават, извршуваат обврски, прават работи што им се тешки, мачни, ама многу си ја сакаат работата и едноставно тоа се гледа во нив, имаат страст и пасија за истата. Љубовта е насекаде и завзема најразлични облици. Таа може да биде романтична, може да биде пријателска љубов, може да биде семејна, може да биде љубов кон природата, љубов кон животните, може да биде љубов кон одредени познати личности, феномен што не ми е лично познат, ама постои, љубов кон својата родна земја. Иако завзема толку многу различни облици, таа љубов, како да има една унифицирана моќ да менува и да создава работи. Исто така, љубовта може и да води и до болка, кога истата не е возвратена или кога е злоупотребана. Исто така, може и да води до нови начини на согледување и на искусување на светот. Некогаш, ако некој од вас се заљубил или се спријателил со некој со кој што делите таква заемна љубов, се случува нашиот целосен светоглед да се смени. Се да почнеме да гледаме многу убаво и розово. За некој љубовта може би и најголемата сила во светот. Но не само во светот, туку љубовта е многу честа тема на пишување низ целото Свето писмо. Уште од почетокот на Стариот Завет, псалмите, пророците, па се до Новиот Завет се зборува за љубовта која доаѓа од Бог пред се и љубовта помеѓу Божиот народ. Љубовта за која апостолот Јован, кој што исто така некогаш е нарекуван апостол на љубовта, бидејќи како што видовте од текстот што го читав, многу често го повторува тоа љубовта, да се љубиме еден со друг. Тој толку многу и пишува во своите посланија, особено во 1 Јованова 4:5, е љубов, пишува за љубов која што е многу специфична за Бог. А и таа е љубов која што се разликува од сите останати видови на љубов. Тоа не значи дека другите се полоши видови на ljubov, но оваа љубов е многу специфична за Бог. Агапе. Новозаветната употреба
на овој збор, кој што го гледаме во текстот кој што го прочитав, зборува за љубов која што оди многу подалеку од обична наклонетост или емоција како пример на љубовите кои што ви ги спомнав, пријателска или романтична или љубов кон познати личности. Агапе е љубов која е активна, само одрекувачка и жртвена. Тоа е љубовта што Бог ја покажува кон својот син и кон нас, неговиот народ. И тоа е истата љубов на која сме повикани и ние. Кон Бог, пред се, едни кон други, па дури и кон нашите непријатели. И кога читаме или зборуваме за агапе љубов, знам дека не знам дали некогаш во друштво сте зборувале конкретно за агапе љубов, но како македонци многу сакаме да збориме за идеалните форми на одредени работи, како например љубовта. Ни се чини многу природна, ни се чини дека агапе љубовта секако дека е само пожртвувана и само одрекувачка и дека треба да биде активна. И се чини дека сите се согласуваме дека таква љубов заслужуваме од страна на другите. Знаете, се што читаме во Библијата, кога најчесто читаме нешто и ни звучи многу идилично, а при тоа во тој момент немаме предизвик кој што би нас спречил тоа нешто да го изживееме, како пример агапе љубов, многу е полесно да се согласиме со истото. Па истото важи и за агапе љубов. Кога читаме за таа Божја љубов и дека ние треба да ја живееме, многу е лесно да кажеме да, секако, така треба и да биде. Но таа агапе љубов, бидувајќи таква каква што е, знаејќи дека Бог не е само олицетворение, не само што е олицетворение, туку ја живее таа иста агапе љубов, не повикува и нас, денес, луѓето во 2025 во Скопје, кај да се наоѓаме, да живееме и да ја практикуваме. Не знам за вас, но мене, како што повеќе старам, можеби и созревам, се надевам, за мене се потешко ми станува таа работа. Заради тоа што се повеќе ја разбирам таа љубов и разбирам какви жртви захтева таа љубов. Таквата љубов бара многу скапоцени работи кои што треба да ги жртвуваме. Односно ги жртвуваме за останатите, не за самите себе. Некои од тие работи ќе ги набројам сега. И една која што мислам дека се повеќе ми доаѓа од сите страни е времето. Константно се нема време за другите. Времето денес ми се чини дека се има целосно променето. Тоа мислам, можеби кога сме биле деца или тинеџери, на многу различен начин сме си ги приоритизирале работите, па времето било всушност се што сме имале. Кога си дете или тинеџер, се што имаш е многу време и многу енергија и се што сакаш е да бидеш најчесто, да бидеш надвор излезен, да бидеш со луѓе, да се дружиш, да правиш глупости, немаш баш некакви обврски, никој не зависи од тебе. Исто така, кога си дете или тинеџер, многу експлицитно и невино искажуваш дека сакаш да бидеш сакан и сакаш да сакаш. Тоа е нешто што е многу едноставно сватливо кога си дете или кога си тинеџер. Таа потреба за љубов се искажува многу лесно и многу лековерно, без никакво его. Но како што животот одминува и како што текот на созревањето се случува од дете до тинеџер, адолесцент, возрасен, така се менуваат и приоритетите. Па тоа цело слободно време што сме го имале, се сеќавам лето ќе дојде, не знаеш што да правиш од слободно време. Одеднаш станува луксус, станува приоритет, станува нешто кое што многу драго си го чуваме и не сакаме со никого да го не сакаме со никого, туку одбираме со кого ќе си го трошиме времето заради тоа што малку сме себични за истото. А себични сме за тоа што животот се случува во времето. Се случува и во просторот, но се случува и во времето. Скапоцените работи, кои што ги жртвуваме поради љубовта
како што и времето што го спомнав, најчесто не се материјални, иако знаат и да бидат, секако, но повеќето од времето се нашите ресурси. Оваа агапе љубов од нас захтева наши ресурси кои што ги поседуваме како личности. Не се толку многу, како што кажав, материјални работи, иако помагаат некогаш, но повеќето време се нашите ресурси. Времето, нашиот емотивен, ментален, духовен капацитет кој што го поседуваме, кој што многу често, особено сега кога го слушаме терминот burnout, знаат да се ресурси кои што лесно се трошат, бидејќи не знаеме како да ги надополнуваме. Едноставно одбиваме да ги дадеме. Еден друг ресурс кој што исто така се почесто мислам дека сакаме да си го држиме за себе е мудроста. Мудроста не секој знае како да ја прими и не секој сака да ја прими. И на крајот од денот кога ја даваме и не секогаш се исплати. Колку пати сте дале совет или мудрост сте споделиле со некој и на крај човекот пак ќе си прави тоа што си сака и ќе си речеш, епа, ништо не ти кажувам веќе. Тоа се некои од ресурсите кои секој од нас ги поседува и ги гаи, а се тука секако не само за нас, туку и за останатите. И досега, додека еве ви зборував за некакви примери на љубов, ви зборував за љубов помеѓу луѓе кои што одбираат да си бидат во својата близина. Тоа се нашите најблиски пријатели, луѓе што ги сакаме, семејството кое што исто така бираме кои од семејството сакаме да биде, кои не сакаме, романтични партнери, но не ги спомнав непријателите. И тоа многу често не се спомнува кога се зборува за љубов, зашто веќе е многу тешко тие што ги сакаме да ги сакаме. Па сега замислете колкав предизвик е таа љубов да искажеме на некој што можеби ни е маж, жена, дете, пријател, семејство. А сега стварно замислете си некој ваш непријател, некој кој што ве повредил, некој кој што можеби ви оставил дамка во животот која што многу тешко се трга и се брише. Некој кој што постојано ве потиштува, ве повредува. И замислете си како би изгледало да го сакате тој човек со активна и само пожртвувана љубов. Можеби немате еден човек кој што е непријател, можеби, не знам, можеби се луѓе од друга етничка припадност, од друга политичка партија, од различен слој на општеството, или пак можеби некој од вашето семејство што едноставно не го бирате, туку постои. Како во тој случај, а како и во случајот на луѓе кои што ги сакаме да љубиш вистински, е прашањето. Овој текст што го читавме, мене многу ми се допаѓа за тоа што иако е малку мистичен, сепак многу е конкретен и е многу разбирлив. Меѓутоа, одговорот, да речам, за тоа како треба да изгледа таквата љубов, ни е напишан во писмото и тој ќе го прочитам на крај. Но како таа љубов да се постигне вистински е малку друга приказна. Таа љубов, агапе, не може да се ископира, ниту пак да се произведе самата од себе си. Принципот на fake it till you make it, односно да се преправаш додека не успееш во нештото, не функционира во случајот на агапе љубовта. Таа љубов не може да се произведе со тоа што ќе се придржувам до одредени принципи а при тоа длабоко во себе јас всушност и да не ја поседувам. Агапе љубовта не е нешто кое што може да се ископира лесно и многу лесно може да се фати кога некој ја прави на лажен начин. Агапе љубовта е жива. Е животодавачка. Агапе љубовта е вистинска. Таа е трансформирачка и е многу реална. Љубовта која што Бог ни ја дава е многу реална. Не е абстрактна,
не е само чувство кое го добиваме во афект и после поминува, туку таа се всадува во нас и постојано расте и се оформува на многу различни начини. Во 1 Јован читаме дека таа љубов агапе не само што доаѓа од Бог, туку во 8 стих пишува и дека Бог е љубов. Знам дека тоа е многу чест слоган кој што го читаме на постови кај некој на Инстаграм, кај некои цркви. Ама кога застанеме да размислиме дека Бог е љубов, љубовта како концепт што ние знаеме не би постоела доколку Бог не би бил Бог. Но љубовта не е Бог, да не се помешаме со тоа, но Бог е љубов. Тој е создателот и олицетворението на љубовта. За да можеме подобро да го запознаеме Бог и неговата природа, многу е важно да разбереме некои основни негови карактеристики, односно карактеристиките на тројството. Ова може би звучи малку теолошки, но е многу битно за да ја разбереме суштината на љубовта која што ние ја чувствуваме. И Јован вели дека Бог е љубов, со тоа не кажува дека Бог само делува во љубов или дека само не сака, тоа е точно, но тој вели дека љубовта е нешто кое што Бог е во својата суштина. Бог е суштински љубов. Но овој исказ може да биде точен единствено ако Бог е троедин Бог. Што сакам да кажам со тоа? Вистинската љубов подразбира однос. Ако јас живеам сама и немам контакт со луѓе, јас теоретски можам сите луѓе на светот да ги сакам. Меѓутоа, вистински, јас тоа немам како да го покажам. Истиот е и случајот со Бог. Бог кој постои сам, без заедница, би можел да посака љубов или да научи да љуби, но не би можел да биде љубов. Не знам дали ме следите. Добро. Љубовта бара некој друг, објект на љубовта. И христијанскиот троедин Бог, тројството, Отецот, Синот и Светиот Дух, од секогаш, овие се многу апстрактни поими кои што се тешки за нас да ги разбереме, меѓутоа се надам дека и јас не ги разбирам секако во целост, ама се надевам дека преку ова подобро ќе разбереме од каде ни доаѓа таа љубов. Таа хармонија од секогаш постоела помеѓу тројството во совршена взаемна самоодрекувачка љубов. Отецот го љуби Синот, Синот го љуби Духот, Духот го љуби Отецот. Од вечноста Бог е љубов. Не само како теорија, туку како жива и радосна реалност. Пред падот, пред гревот, пред било што да постои Адам и Ева, падот на ангелот, постои љубов. Тоа е исконско нешто кое што Бог ни го дава. Тоа е причината поради која што сме создадени. И затоа љубовта на која не повикува Јован, да се љубиме еден со друг, да љубиме пожртвувано, да ја одразуваме таа Божја љубов, не е нешто што ние сами го измислуваме. Не е нешто што некој може да научи дури и во црква. Не, љубовта не се учи. Туку тоа е љубов што ја примаме од самиот Бог и на нас не ни се бара да глумиме љубов, туку да учествуваме во љубовта која веќе Бог ја живее со себе во тројството. Затоа крстот е најголемиот израз на љубовта и Божјиот Син е испредан од својот татко да го положи, односно го жртвува својот живот за нас луѓето. Не затоа што сме го заслужиле тоа, туку затоа што Божјата љубов секогаш движи нанадвор од себе. Таа љубов не обстанала само во тоа тројство, туку таа мора да се движи нанадвор и Бог од љубов создава. Преку неговата љубов Бог преобразува непријатели во пријатели. И ова е обликот или формата на таа троедина агапе љубов. Таа дава, страда и помирува. Затоа
Кога Јован не повика да се љубиме меѓусебно, тоа не е толку лесен акт кој што треба и да го сватиме лесно, туку кога се љубиме меѓусебно, ние правиме нешто божествено и нешто свето. Учествуваме во самата природа на Бог. Стануваме сведоштво за Бог кој е љубов. Не љубов со минливи чувства, туку вечна нераскинлива, радосна заедница која што сега не вклучува и нас заради смртта и воскресението на Исус Христос. Одговорот на тоа како може да постигнеме или таква љубов да се всади во нас, првично е со тоа што ќе осознаеме дека имаме потреба од таа иста љубов. Тоа се случува во моменти и ситуации кога стануваме свесни дека ни фали таа љубов. Колку често на вас ви се случува, мене ми се случува често, еден цел ден да ми помине супер и со сите да делам агапе љубов и да биде супер и ќе се појави еден човек кој што или ме нервира или ќе ми изнервира тој ден. И чувствувам дека јас вистински немам агапе љубов за тој човек. И се запрашувам едноставно, Боже, зошто е ова вака? Значи првиот чекор е признавање и пред себе и пред Бог. Тогаш имам потреба да барам од Бог промена и допир од неговата љубов, која што ултимативно ќе се излева од мене кон другите. Но сепак, ние, како што кажав, можеме до утре да зборуваме љубовта, каква треба да биде, идеалната форма на љубовта, но како нешто треба да биде и како е во реалноста се две различни работи. Љубовта е многу прекрасно и идилично прикажана во овој текст што го читав од Прва Јованова, но љубовта исто така многу комплексна работа. Секој љуби и има потреба да е љубен на многу различен начин. И затоа некогаш е тешко двајца да се сакаат, иако сакаат да се сакаат. Таа комплексна работа бидејќи подлежи на нашите емоции, на нашите околности и на нашиот карактер. Во денешно време еден феномен кој што е феноменот на себе љубовта е ставен на поголем пиедестал од љубовта кон другиот. И секако како Божји создание треба да се сакаме и почитуваме себе си. Но нештото на кое што нас не повикува Библијата одново и одново е да го љубиме другиот. И јас верувам дека што повеќе се посветуваме на другите, без секако при тоа да се загрозуваме и себе си, тоа може да има многу позитивен бенефит на нашата ментална, емотивна, духовна состојба, а и секако тоа е повик на кој што Бог не повикува. А така не постои нацрт на кој што е ист за сите, за како да постигнеш љубов или 10 чекори до агапе љубов, но постојат начини на кои што може секој еден од нас да ги користи за да може таа љубов да се всади и да се всадува во нас. Прво, како што кажав, е да се преиспитуваме и едноставно да бараме од Бог, да сме искрени пред самите себе, пред Бог, дури и пред луѓето што ни сметаат дека едноставно имаме некаков проблем со нив. Одот со Бог, кој што се состои од читање на писмото, молитва, учествување во црквената заедница, секако помага и не води кон усовршување на таа љубов во нашиот живот. Но едно нешто кое што го гледаме како пример од Исус во Библијата, а тоа е да бидеме со луѓе. Божјата љубов единствено се манифестира кога сме со други. Во денешно време знам дека е многу тешко да се најде волја и да се најде енергија, едноставно да се справуваме со секакви различни карактери на луѓе, но на тоа сме повикани. Тоа е единствениот начин кај што љубовта може да се манифестира. Не е само со оние кои што нашите истомисленици им е супер, туку се сите. Исус се дружел со буквално секакви луѓе и единствено во таква ситуација можеме да љубиме и исто така и да примиме љубов. Не е секогаш само давање.
Мене ми е тешко и мачно кога гледам луѓе околу мене кои имале погрешна слика за љубов додека растеле и гледам луѓе кои што бараат љубов, вклучувајќи ми мене, кои што бараат љубов на секакви места, ама бараат љубов на многу погрешни места. И тоа ги води до многу погрешни одлуки во животот. Неодамна правевме муавет со друштво си седевме и зборевме за некој си познат пејач, не ми ни текнува, за колку бил, не знам, себичен, нешто малце го оговаравме. И една од другарките само рече, па можеби тој никогаш вистински не бил сакан. И така малку незапна сите. И тоа е вистина. Секој човек има потреба тоа да биде вистински сакан и да сака. Без исклучок. Не познам човек што не сака да биде сакан. Може нема да признае, но тоа е вистината. Божјата љубов треба да ја бараме, за да можеме да ја дадеме секако на оние околу нас, но начинот на кој што можеме да добиеме агапе љубов е пред се да ја искусиме. Не можеме да дадеме нешто што ние самите не сме го искусиле. Тоа ќе биде пак реплика на нешто за кое што ние сме читале или учеле. Со Живко, кога зборувавме на тема брак лани, на неколку наврати ми повторуваше нешто со Диме, а тоа е дека јас можам на вас многу работи сега да ви кажам од искуство, ама бракот не се учи од друг човек или од книга, се учи кога ќе го живееш, кога ќе го искусиш. И тоа е многу точно и за агапе љубовта. Единствениот начин за да можеш ти да љубиш и да збориш за љубовта и да пропагираш љубов и да живееш во љубов е ако ја искусиш истата и ако ја искусуваш секојдневно. Таа ljubов е жива, тоа значи дека е активна, дека е секојдневна, дека од нас бара секојдневен напор за да се поврземе со Бог и да ни ја даде таа љубов. Бог со неговата љубов го менува нашиот поглед кон светот. И кога таа љубов ќе ја искусиш, не може да остане само во тебе. Не знам колкумина од вас можеби сте искусиле таа љубов многу одамна, можеби стварно доаѓате на црква и сакате и гледате како другите се ревностни за Бог, како вистински ги сакаат другите луѓе, ама едноставно не е нешто што го чувствувате во себе и секако не сите љубат на ист начин. И таа љубов агапе не сите ја доживуваат на ист начин, но кога ќе ја доживееш таа љубов, не можеш да останеш едноставно тивок и не можеш да останеш равнодушен. Мора да се излее од тебе, мора да се пренесе на некој. Дали е некој што е блиско до тебе, твоето семејство, дали е колеги на работа, дали се пријатели, дали е некој човек на улица. Не може да останеш равнодушен. Таа љубов те трансформира во Божјо дете, кое што потоа се што прави, го прави од тој поттик на љубов. Без разлика, затоа кажав на почетокот дека постојат многу различни видови на љубов. И таа љубов која што Бог ни ја дава љубов за работи кои што не се можеби ни луѓе. Можеби се работи кои што едноставно го прават светот многу поубав и даваат убавина. И постојат такви луѓе што јас сум запознала многу и мислам многу сум благодарна што ги имаме во оваа црква, со кои што можеби само ќе си седнеш, ќе си направиш муавет, едноставно се чувствуваш сакан, се чувствуваш многу топло. И се чувствуваш дека не си осуден, се чувствуваш дека си на многу познато место, заради тоа што Божјата љубов ни е на сушност многу позната, бидејќи ако ја немаме, трагаме за неа. Па така, да бидеме луѓе кои што се водени од љубов пред се. Не луѓе кои што се само водени од носење правда и не знам, не ми текнуваат сега какви други работи, кои што се исто така многу важни, но суштински да разбереме дека Бог работи, оперира од љубов. Тоа е неговата
северна ѕвезда на која што гледа. Да бидеме луѓе кои што ги забележуваат оние кои што можеби имаат тивок апел за љубов, но едноставно не знаат како да го искажат. Повикани сме да одиме кај тие луѓе и да им покажеме љубов. Тоа може биде на наједноставен начин на правење муабет. Љубовта од која што доаѓа од Бог се чувствува. Не се реплицира, не се глуми, туку таа вистински се чувствува. Да бидеме оние кои ќе променат нездравата динамика во нашите семејства, која што верувам дека сите имаме. Со тоа што ќе практикуваме љубов пред се и над се. Овој начин на љубење, овој начин на живот поттикнат од љубов е многу нелогичен. Морам да признам и често против нашите природни пориви. Кога сакаш твојата правда да се задоволи, да биде фер, да бидеш во право, да му покажеш на другиот, да му вратиш на другиот. Агапе љубовта на многу различен начин би возвратила на тоа. Но тоа е возвишениот начин на кој што Бог не повикува да живееме. Така на еден начин, тоа се работи кои што можеме ги направиме за да дојдеме до таа љубов, а како таа љубов треба да изгледа, за тоа ни е многу пишувано во Библијата и е многу експлицитно напишано. Така што за крај сакам да го прочитам еден од најпознатите текстови на љубовта, кој што се наоѓа во 1 Коринтијаните 13. И ќе ве замолам само да, не знам, ако сакате замишете, ако сакате фокусирајте се и вистински слушајте како во ова послание е напишано како треба таа агапе љубов вистински да изгледа. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не е горделива. Не е непристојна, не бери свое, не се срди и не памти зло. Не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се надева и се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа. А пророкувањата ќе минат. Јазиците ќе замолкнат. Знаењето ќе исчезне. Зашто само делумно спознаваме и само делумно пророкуваме, а кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното.